Да се подобри квалитетот на сообраќај и регулира оптимален број на планирани денови за училишните екскурзии. Ова меѓу другото стои во барањето на членките од Стопанската комара за туризам упатено до ресорните министерства. Во иницијативата стои и ова. Да нема нокшни возења како што до сега имаше голем број, да се посвети повеќе внимание на програмата и на тоа што ќе се научи на тие патувања, да се намалат ексесите и ризиците од типот на конзумирање алкохолни пијалоци и така натаму. И едноставно родителите да имаат повеќе влијание на самата програма и реализација. Итно усогласување на правилникот за времетрењето на екскурзијата со актуелните сообраќајни прописи за работното време на возачите на туристичките автобуси. Ова како барање произлезе од денешната работна средба на членовите на Стопанската комора за туризам, одржана во Штип. Не само овдешните, казните согласно законот се драконски, особено од најавата дека Европа од нова година воведува строга контрола. Од нова година за движењето низ Европска унија, сите автобуси треба да ги променат своите тахографи од обични во дигитални. Тоа значи дека има строги прописи на возење во патниот сообраќај, да и 2 секунди или 1 минута дека не сме да се вози повеќе од пропишаните услови по законот во Европа. И по 1 година вози да не запри некоја инспекција, може нас да не казни за таа неправилност од пред 1 година. Казните се огромни високи, може да биде и 5000 евра една казна. Усогласувањето на правилникот со сообраќајните законски одредби не бара многу време, тврдат туристичките работници, повикувајќи се на искуствата од соседните земји, каде овој проблем е решен. Например, веќе во Србија и во Бугарија се исклучени ноќните патувања, односно ноќните возења на ученици без разлика дали во земјата или во странство. На денешната средба се слушна едногласната заложба планирањето на училишна екскурзија, училиштата задолжително да ја договорат со туристичките работници со цел за незина професионална изготовка. Годишно во Штип се реализираат над 50 училишни екскурзии, а на ниво на држава над 1000.